За жалба или за среќа, јас мислам дека е за среќа, последниот извештај кој што овој совет на општина Битола, овој состав ќе го разгледа. Наредните извештаи ќе ги разгледува некој друг совет, некој друг состав, во кој што денес продавачкото мнозинство, тоа ќе биде малцинство. Убеден сум дека командирот на пожарната единица, тоа ќе биде некој друг, кој што ќе дава извештаи, кои што ќе го прочитуваат советот на општина Битола. Зошто велам, ова извештај не го прочитува минимално советот на општина Битола. Не може да се дава извештај за активности на територијалната противпожарна единица Битола од 2015 година со табеларен извештај 2013. Тоа укажува дека овој извештај не го чита никој. Истиот е само копи-пест направен и сменати се само бројките или датите на еден дел од самиот извештај. Извештајот не е ни прочитан добро. И сега, ова не е техничка грешка, да се разбере. Ова е системска грешка. Ова е начинот или системот по кој што ДПМН работи функционира во општина Битола изминативе скоро 12 години. Под ваше раководство и под ваше стража. Во годината на општина Битола изгоря неповрат над 400 хектари шума. Изгоря белите дробови на општина Битола и на таа локација каде што некогаш имаше шума, денес се отвара каменолом кој што дополнително загрозува нормалното функционирање битолчани и еколошката средина на сите нас кои што живееме под овој каменолом. Ова не е ништо друго освен една несериозност и една ноншалантност со тоа што оваа локална самоуправа и оваа единица ја искажува својата работа и интерес од Битола и битолчани. Бидејќи се знаеме од одамна, кога првиот пат се видовме, кога првиот пат имавме средба, јас од вас побарав една работа. Ке ве замолам да не искористите и да не доставувате барањи да купиме или да набавиме опрема за противпожарната единица која што ќе доликува на општина Битола и од општина Битола да направиме општина која што ќе има најдобрата територијална противпожарна единица. Веќе завршуваме нашиот мандат како советници. За една година има отприлика 25 милиони евра обрт во буџетот на општина Битола. Тоа се некаде околу 100 милиони евра пари кои што помина во овој мандат. За тој период противпожарната единица не набави ништо, или тој што го набави нешто ситно, значи пари мало, можело да се побара, но вие тоа не го направите. Добиени се неколку возила, тоа како донација, од кои што едното комодно може да донесеме во Музеот на Република Македонија како донација од страна на противпожарната единица. Вистинска, модерна опрема нема. Заштитата на противпожарната единица не е подигната на едно ниво повисоко во изминатите 12 години или споредено со законските норми и неочекувања кои што треба да има општина Битола. Бидејќи ние како територијална противпожарна единица не ја покриваме само Битола, туку ги покриваме општините Могила и Новаци. Затоа врската ова единица да биде секогаш најдобро времена, треба да ја прецени општина Битола заедно со советот и општина. Нова ниво пропаднавме комплетно. Градот и регионот, за жал, неповратно изгубија 12 години. Но добро е што наредниот извештај ќе го разгледува некој друг совет, а извештајот ќе го даде некој друг командант на пожарната единица. Благодарам.